Околу 60 ученици од регионот денес во Штип полагаат државна матура. Сите оние кои испитот не го положиле или од оправдани причини тоа не го сториле во јуни, денес имаа втора шанса за полагање мајчин јазик. Одлично, супер услови, се беше во ред, почнавме на време, немаше проблеми за време на полагање матура. Зошто не полагаше во првиот рок? Не можев да стигнам, имав обврски приватни. Првиот пат не полагав затоа што имав обврски со репрезентацијата на Македонија и го испуштив испитот. Подготвив околу една недела, па со добро учење нема ништо тешко. Како денес помина полагањето од технички аспект? Како и секоја година се е во ред, како и во сите училишта, државната матура си нема проблеми. Еве децата завршуваат, така да мислам и очекувам да положат, еве нека им е со среќа. Денес матурантите полагаа мајчин јазик, а веќе утре втора шанса им се дава за странските јазици. Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани ќе полагаат државна матура на 19 во Средното општинско училиште Јане Сандански во Штип. Полагаат 12 ученици предметот англиски јазик. Освен кочанските, во Штип наредните денови матура ќе полагаат и неколку делчевски матуранти. Во нашиот училишен центар има тројца ученици кои што не положија државна матура во јунскиот испитен рок и сега во августовскиот испитен рок ќе полагаат државна матура. Двајца ученици полагаат англиски јазик и еден ученик полага филозофија. Инаку во четврток и петок матурантите ќе имаат можност да полагаат и филозофија, историја, биологија и бизнис, кои во државната матура ги навеле како изборни предмети.